Во тема на денот, како што најавив, анализа на годината која ја испративме, но и онаа која започнавме на економски план. Во тема на денот мој гостин, професорот од економскиот факултет Борче Треновски. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од дневникот. Благодарам, ова вака традиционално веќе трета година мислам читам поред, така да ќе ви биде драго и оваа година да продискутираме. Така е, многу е значено затоа што не само што правиме ретроспектива, туку вие давате и насоки за тоа што може да очекуваме и што општествените чинители треба да направат за да имаме поуспешна година на економски план. Така што ви благодарам. Мислам дека ќе имаме одличен разговор. За почеток, ретроспективно, што донесе 2025 на полето на економијата? Интересна беше 2025 година, како што спомнав, бидејќи неколку години поред ги дискутираме економските тенденции, ако се вратиме назад, најверојатно можеме да видиме дали имаме промена во наративот и во дискусијата во она што го предвидовме. Така. 2025 година беше интересна година, од повеќе аспекти, не само од економски, комбинирани економски, социјални, па и институционални промени кои се најавуваат, дали се направија, во која форма се и така натаму. Она што е прво би спомнале клучните макроекономски тенденции какви беа, некаде по крајот на 2025 година гледаме дека растот има определено зголемување 3,8 3,6%, некаде на 4, кој генерално беше воден од, се знаева, на потрошувачката е доминантен дел, меѓутоа и бруто инвестициите, што беше интересно во контекст на оние капитални големи инвестиции кои ги презема државата, тоа не е нешто ново. Инфлацијата останува и во 2025 година некаде околу 4%, што значи значајно намалува во однос на годините кога имаше шок, меѓутоа се уште е на нивото кога предизвикува определено внимание, односно загриженост кај дел од граѓаните и популацијата. Она што друго е важно, тоа беше во контекст на пазарот на труд. Иако се намалува невработеноста, гледаме низ текот на годината, кога ќе видите структурата, професиите, каде е намалена невработеноста, се уште постојат предизвици, имајќи превид дека продуктивноста се уште стагнира. Тоа не е нова информација, меѓутоа со години назад имаме многу мало поместување во контекст на продуктивноста која притиска и на конкурентноста, од друга страна и на цените. Тука би ги спомнал, цела година провејува слично на годината претходно побарувањата за зголемување на пензии, зголемување на плати, дека има определени потреба од промени, гледаме дека најверојатно и во следната година ќе продолжи ова. Она што беше дополнително интересно е фискалната состојба. Имавме почна да се дискутира за кредитот кој беше земен од Унгарија, ако се сеќавате, дел беше за бизнис секторот, дел за раздолжување, дел за општините, меѓутоа во 2025 година почна да се дискутира дали има ефекти, дали беа добри, колку беа искористени од средства. Тоа беше една тема која се уште останува во контекст на ефектите по знак прашалник. Локални избори имавме, конечно локалната економија и регионалната доби некој значење во контекст на економијата. До сега се зборуваше општините, градоначалниците, меѓутоа првпат сега почна да се отвара дискусија за капитални проекти, дека тие се многу важен чинител. Да, вие долго зборувате за потребата така да се гледа на локалната самоуправа. На локалната самоуправа и тоа беше многу. Меѓутоа дополнително она што е втората страна на паричката, ако можеме да кажеме, а тоа е глобалниот контекст кој исто така не можеме да го занемариме, кој е исклучително важен и влијае на сите случувања во економијата. Тоа се поврзаноста со Европската унија, многу скромен раст околу 1%, и посебно германската економија со бројни предизвици, финансиските услови се релаксираа, се намали каматната стапка на ЕЦБ и ги релаксира финансиските пазари. Тоа беше добро, меѓутоа од друга страна гледате имавме конфликти, Израел, еве сега нови тарифите беа она што не смееме да го заборавиме со она од претседателот Трамп најавени па откажани. Тоа така предизвика една гужва и уште едно би завршил, извинете, бев малку подолг, а тоа е она што се случи, иако не е директно економски настан, поврзаноста со случајот што се случи во Кочани, со дискотеката Пулс, која па стимулираше една голема побарувачка за поголема, транспарентна, отчетна, институционални проблеми, реформи, намалување на корупцијата, подобрување на отчетноста, деполитизација на институциите, така да тоа исто така имаше соодветен ефект, меѓутоа се уште е во доменот на дискусија. Кои би ги издвоила како најважни научени лекции од минатата година, кои економски политики се покажаа како погрешни, кои како неопходни, нужни, кои како непопуларни? Како би го сублимирале? Одлично, мислам прашањето е многу одлично затоа што не е само да кажеме она што се случи, важно е дали научивме нешто. Првата работа е дека растот не е важно само да е раст. Дали е 3, дали е 4, дали е 2,8, тоа премногу не им значи дури на граѓаните, важно е како е генериран тој раст. Прво да научиме таа лекција. Дали од продуктивни капитални инвестиции, дали од потрошувачки, дали ги вклучува сите сегменти на население за да го почувствуваат тој раст. Тоа е првата работа. Понатаму, она што го научивме е дека инфлацијата, иако се намалува, загриженоста и структурата на побарувачката која имаат нашите граѓани, пред се нешто со скромни примања и така натаму, се уште останува под знак на праша и внимание, односно се уште ги загрижува
нашите граѓани, тука мора да се работи на антимонополски политики, и на зголемување на конкурентноста, и на довербата кај граѓаните, и на очекувањата стабилизирање кај нашите граѓани, така да и тоа беше една научена лекција. Понатаму би спомнал вона за продуктивноста, веќе спомнавме претходно, да упатиме дека не е само да се набали невработеност. Треба да научиме дека ако не оди паралелно со продуктивноста, тогаш останува стандардот на граѓаните во стаклено ѕвоно. Нема дополнително зголемување, се зголемуваат трошоците, се зголемуваат платите, граѓаните остануваат на исто ниво. Фискалната политика, конечно, мислам дека почнуваме да учиме лекцијата дека мора да балансираме меѓу социјалниот и економскиот ефект. Односно, многу е важно се задолжуваме, зашто се задолжуваме, се отвара веќе прашањето и како се задолжуваме, не само од друга страна имаме плати и пензии, колку, како да ги балансираме. Балансот, мислам дека научивме лекцијата дека е прилично тежок во оваа насока. Дополнителни селекциите, она што ги спомнавме од меѓународната економија, дека ако се накашла Европа, гледате дека и ние не фаќа одма вирус во контекст на трговијата, на малување на трговските рути и така натаму, научивме дека глобалниот сегмент е исклучително важен за нашата економија и да не забореме бизнис климата. Она мислам дека се научи дека бизнисот и бизнис климата и инфраструктурата која се гради е особено важна за нашата економија. Многу често знаме да слушнеме од граѓаните како велат на хартија е добро, овие бројки показатели се позитивни, но никако тоа не се чувствува. Зошто се случува тоа да макроекономските показатели изгледаат стабилно, а сепак граѓаните не чувствуваат реален бенефит од Па видите, имаме најави повеќе од владата макроекономски показатели. Ние економистите знаеме да кажеме дека понекогаш во реалноста со задоснување и тајмлек од 6 до 8 месеци се верификуваат дел од тие податоци. Меѓутоа, кај нас е малку поразлична состојбата, веќе е начинав дел, гледајте во делот на цените и стандардот на граѓаните. Ние имаме граѓани, доминантен дел од нашите граѓани, кои што имаат потрошувачка за храна, посебно оние кои се посиромашните, 60, 70, 80%. Иако просечната инфлација е прилично стабилна и околу 4, на тие граѓани понекогаш ако пораснат цените на храната им оди исклучително високо и прилично проблематично. Тоа значи зависност од структурата на граѓаните и состојбите. Исто и во контекст на платите. Зошто не чувствуваат граѓаните? Просечната плата не значи дека е медијалната и најрепрезентативна. Можеби просекот го прават неколку сектори со огромни плати во IT, во услуги и така натаму, другите се занемарени во текстилната индустрија. Така да просекот не го прави тоа и граѓаните делумно го чувствуваат. Друга состојба е бевме во неколку кризни години. Кога излезете вие од кризна година, вие генерално ги покривате своите долгови, се раздолжувате и граѓаните и нивните очекувања се многу поголеми можеби од реалните за растот. Тие очекуваат не да се стабилизираат, да се раздолжат, да одат напред, да одат многу понатаму. Друга работа не смееме да ги забораваме услугите јавни. Услугите јавни се исклучително важни за стандардот да се почувствува било каква промена. Тие може да бидат добивка за граѓаните и данок. Ако се неефикасни, вие плаќате дополнително за здравствено осигурување, немате ефикасни услуги, ви каснат определени давачки од државата, или ако се ефикасни, тие ви доаѓаат како доход. Корупцијата исто и таа е вид на данок кој го зема, стануваат поскапи постапките, стануваат неефикасни, се има закаснување и така натаму. Така да голем дел од овие фактори придонесуваат целосната слика која ќе ја погледнете, граѓаните да останат дел загрижени. И довербата е многу важна. Колку е поголема довербата, граѓаните чувствуваат, односно промената ја прифаќаат позитивно. Може да се случи и да има промена и таа да не биде дочекана секогаш во прв план, во првиот период многу позитивно. Може ли да се очекува, има ли простор да се верува дека 2026 ќе биде година на закрепнување и година на надеж? 2026 година, јас би рекол умерен оптимизам. Иако се уште стануваат многу прашалници поврзани со 2026 година, она што би го кажал за да почувствуваат и нашите граѓани и бизниси, тоа е доколку стандардот на граѓаните се зголеми, доколку видиме капитални инвестиции, инфраструктура, градење и така натаму, и доколку видиме јавни услуги за граѓаните и за бизнисот кои се стабилни. Го гледаме овај крајниот аутпут кој ќе предизвика некаква позитивна промена. Меѓутоа, прашањето е дека тоа никош нема да се случи автоматски. Значи во 2026 година јако предвидувањето се дека околу 3,8 до 4% ќе биде растот. Меѓународните институции се од 3,2 до 3,5 проекции. Дека инфлацијата драстично ќе падне кон 2,5. Иако се зголемија платите, се предвидува дека тие понатаму ќе се зголемуваат. Веќе ги начнав од овие теми. Се уште остануваат бројни ризици во оваа насока, дали очекуваниот ефект ќе го почувствуваат граѓаните и дали ќе имаме позитивно 2026 година. Иако трендот е, јас ви реков, умерено, оптимистички, ние сме внимателни за тоа што може да се провери следната година. Тоа ќе зависи од повеќе работи, има повеќе ризици. Едно се реализацијата на капиталните инвестиции кои се долго се најавуваат. Меѓутоа не само реализација, колку, како, колку ќе не чини, дали ќе ги направиме со потребните средства. Втора работа е дали фискално ќе останеме стабилни.
Колку ќе се задолжиме, под кои услови и дали ќе го балансираме побарувањата за плати, пензии со она што ни е фискалната состојба и фискалното здравје. Еве гледате се на власт големо на пензии, линарно и така натаму. Тоа го имаат и Словенија и други земји, меѓутоа таму има услов поврзан со фискалната стабилност на буџетот кога се преземаат вакви мерки. Дополнителни се институционалните реформи, бизнис климата. Гледате, предвидливо правно, значи институционалните реформи се оние кои имаат најголем предизвик и најтешко се реализира. Долго бараме определени системски промени во оваа насока со цел да се реализира долго очекуваниот раст. Затоа што ако имате мала економија, вие со определена промена, голема капитална инвестиција, определен пристап за странски инвестиции и така натаму, можете да го предвижите растот. Меѓутоа тоа е привремено. За да ги направите долгите промени, мора да биде системска промената. И најчесто, еве ако можеме да разговараме кој е приоритетот, каде би требало можеби во 2026 да се фокусираме, за да го оствариме растот од 4% и тој раст да остане стабилен, односно да продолжи во идниот период. Тука би рекле дека најпрвин, веќе ги спомнавме, тоа е реализацијата на инфраструктурните и капиталните проекти, меѓутоа зајакнување на системот за нивна реализација. Не само реализација на истите. Втора работа е другите економски промени поврзани со неформалната економија намалување, гледаме се е-фактура се промовираше, има некои нови, меѓутоа се уште е само дел од мерките кои може да се преземат да се намали неформалната економија. Подготовка на нашите млади вработени за идните вештини, идните потреби на пазарот на труд, не само сегашни, идните ќе се соочиме со оваа потреба. Доаѓа време кога треба целата систем на привлекување на странски инвестиции и наше репозиционирање меѓународно да се промени. Значи ние мораме и тука да ставиме определени приоритети. Работната сила спомнавме, меѓутоа демографските трендови исто така. Да видиме на кој начин имаме се уште големи миграции и така натаму. Втората работа се институционалните промени. Корупцијата, ефикасноста на јавните институции, ефикасноста на јавното трошење, транспарентноста на институциите и довербата, враќање на граѓаните во институциите. Да не го забораваме и делот поврзан со социјалната кохезија, односно сите социјални услуги, здравствениот фонд, пензискиот фонд, образованието, тоа се клучни сегменти кај кои што ќе мора да се направи промена. Тие се мотори за долгорочно одржување на стапката на раст. Така да позитивно останува оптимизмот за 2026 година, меѓутоа се уште остануваат бројни прашалници. Да не ги спомнуваме меѓународните прашалници кои исто така, еве со најновите случаи со Венецуела и така натаму, се уште ќе бидат во фокус. Ги споменавме на почетокот, ги споменавте локалните избори. Граѓаните по локалните избори очекуваат одредена промена на терен. Што конкретно може да направат општините за подобрување на животниот стандард? Јас особено бев среќен кога почна конечно да се дискутира за општините, за нивната структура и нивната улога во развојот на државата. Неколку пати зборуваме, сме направили академски истражувања дека капиталните инвестиции реализирани преку локалната власт се поефикасни за 1/3 од оние преку централната ако имаат ефект на локално ниво. Значи тие се исклучително важни. Меѓутоа доаѓаме до ситуација кои се тие предизвици за да станат вистински чинители локалните самоуправи, водилки на растот. Не за ако сте се погледнат развиените земји и така натаму, се гледа дека локалната власт, регулативата доминантно е насочена кон локалната власт и таа има огромни ингеренции, дури во образование, во здравство и така натаму. Ние сме поназад од тој процес, меѓутоа тие имаат определена значај. Се уште имаат бројни ограничени капацитети. Ако не ги зголемиме капацитетите на локалните самоуправи, тие ќе останат во доминантен дел ограничени да ги спроведат дури и постапки, дури и средствата кои ќе им се доделат, ќе бидат во предизвик како да ги реализираат. Недостаток на инспектори, недостаток на внатрешни ревизори, недостаток на луѓе во финансии, недостаток на луѓе во IT, недостаток на квалификуван менеджмент, би рекол. Дури и менаџерите, новите градоначалници треба да има професионален менеджмент, односно начин на кој би им се помогнало со цел да може да ги реализираат тие проекти. Може ли во секој од општините, дури во оние најмалите, да се најде соодветен кадар кој ќе ги извршува овие надležности? Се надеваме дека ќе се отвори дискусијата конечно и за улогата, односно услугите кои треба да ги обезбедат општините. Дали секоја општина треба да ги обезбеди сите услуги? Дали треба да имаме два типа на општини? Дали соседните општини преку меѓуопштинска соработка, преку заедничка соработка, преку најавениот ресурсен центар ќе може да им помогнат на дел општините да ги обезбедат своите услуги за граѓаните. Меѓутоа треба да се зборува отворено, затоа што и финансиите, ако погледнете, некаде се ако не се лажам 5 до 6% од вкупните финансии воопшто, јавни финансии на државата. Значи прилично се скромни, од 5 до 10% се вкупните средства кај сите општини во контекст на централната власт средства. Така да треба да им се овозможи поголема, како да кажеме, можност финансиска, меѓутоа само со конкретни институционални реформи. Затоа што може да се случи, сетете се оние 50 милиони евра кои ги дадовме, за да ги раздолжиме општините, моментално веќе сме 65-70 милиони, повторно се вратија на истата состојба од порак. Да, што значи дека нешто треба да се промени. За крај би сакала една практична порака за 2026 не само до граѓаните, туку и до институциите, и до локалната самоуправа, но и до централната власт, што може да очекуваат? Па она што може да го очекуваат, најпрвен би се обратил кон граѓаните, дека да не очекуваат дека се ќе се случи преку ноќ, дека ќе има чуда и дека тие се дел од решението исто како што се бизнисите, како што е државата.
Ќе очекуваат дека цените ќе се намалат, меѓутоа не може да очекуваат драстично да поевтинат. Мора да се свесни за тоа. Ќе очекуваат дека платите и пензиите ќе растат, меѓутоа нема да се очекува дека тоа драстично ќе помени стандардот преку ноќ на некој. И дека институциите ќе се менуваат, меѓутоа и тоа мора да биде со помош на граѓаните. Јас би испратил една порака со една метафора или компарација, ако може да кажем. Економијата, односно општеството во кој живееме, како еден тип на механизам, една машина која е прилично прецизна. Таа машина има неколку зупчаници. Едниот зупчаник е граѓаните, другиот е бизнисите, третиот е државата. Граѓаните се основата. Тие се оние кои работат, оние кои ги даваат идеите, оние кои плаќаат даноци, оние кои ги користат јавните услуги, кои учествуваат во секоја пора. Тие се расфрлени. Тука е бизнисот. Бизнисот е моторите на растот се во бизнисот. Тој ги користи идеите да инвестира, да вработува, да дава плати, да го стимулира растот и така. Третиот е државата. Државата е она кој ги има полугите на управување во рацете. Таа создава инфраструктура и треба да создаде најдобри услови за најдоброто да излезе и од граѓаните и од бизнисите. Еден од овие сектори во оваа прецизна машина, ако не функционира, ако зема повеќе или дава повеќе, тоа ќе се одрази, верувајте, на среден долгорок. Јас затоа зборувам дека очекувањата економски, кога ќе речеме успеавме да направивме промени, доколку не се избалансирани економски и прецизно финансиски, на среден рок тие ќе ги променат. Се разбира, економијата има и дискреционен дел во контекст на очекувањата. Односно не е се во прецизноста, она што можеме да кажеме, има очекувања и управувањето со очекувањата и однесувањето на луѓето исто така уметност. Меѓутоа, ако не сите три сектори не соработуваат заедно, пред се државата, ова е порака до државата, да ја почне оваа приказна, да ги постави основите за граѓаните и бизнисите да може да функционираат најоптимално што може, ќе почне машината да касни, нема да испорачува аутпут, нема да биде квалитетен, или ќе испорача во една година, па следната година ќе имаме намалување, така да се надеваме дека конечно ќе почнеме да функционираме сите сектори заедно, односно ќе ги гледаме јавните интереси и националните. Борче Треновски, ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот вечерва. Благодарам и јас.